Кназот што се научил да плете коштици. Чита Александар Стадојков. Еден млад кназ сторил ниет да се жени. Арда ама од кај годе не ќел да зема девојче, ами сакал од некој цар или крал. До неговата земја имало еден цар и тој цар имал една убава ќерка. Без да се страми младиот кназ, пратил стројници кај царот да му ја сака ќерка му. Кога чул царот тоа нешто од стројниците од кназот, се насмеал и ја извртел главата, велејќи си сам со себе: ама бестрабни кназ, ич му прилега да му од мене невеста да зема. Ја чекај малце да го испотам, да му техни кај праќа стројници. Слушајте вамо, вие стројници, му рекол да стројниците. Благодарен сум на честа што би ја направи вашиот кназ, илја сега ќе си оите и здрава живо од мене ќе му досите, да стори еден завмет, сам тој да дојди, и сами да чиниме лакрди, и ако е късмет, може и да се сториме зет и дедо. Од кога чуе стројниците од царот збороите, му се поклониле и си ошле кај кназот, а му кажале што беше му рекол царот. Ето беше чул кназот тие зборови од стројниците и му отишол кај царот и му се поклонил како да цар и отвориле збор за ќерка му на царот. Честити кнаже, вие ја сакате ќерка ми, му рекол, да ја земите за невеста. Ја сакам, честити царе, му одговорил кназо. Арно ја сакаш, џанам, му рекол царо. Ами имаш некој занаат за да работиш и да можеш да ја раниш ќерка ми? Занаатот мојот, честити царе, му рекол, кнажести, и од тоа се ранам и ќерка ти ќе ја ранам и ти сам тоа го знаеш. Тоа го знам јас, кнаже, му рекол царот. Оти од кназувањето твое ќе ја раниш ќерка ми. Ама јас сакам ти да знаеш еден занаат и од тој занаат да можеш куќата да си ја раниш. Кога ти имаш таков занаат, ела при мене да те видам и веднаш ќерка ми ќе ти ја давам. А инаку и цар да се сториш, пак ќерка ми не ти ја давам, ете вака да знаеш. Кога е чул тие зборови кназот од царот, си ја наведи главата и си отиде дома за да се учи занаат. Имајќи голема севда кназот за царот ќерка му да ја земи, ватил да мисли деѓе и доќе каков занаат да се учи и да ја земи. Сите занаати и пресапи и никој убот не му го фати за да го научи. Голема мака му беше оти да не може некој занаат да се научит. И на маката згора често излегувал низ градо и околу градо да прошетка за да му излези тагата. Шетајќи еднаш околу градо видел еден еѓуптин крај чергата да си плети кошници и отишол кназот да го гледа како плети. Од кога погледал некој саат, му ватило убот да се научи кошници да плети и го зел еѓуптин до дома за да го учи. Од големата севда, князот што имал за ќерка му од царот, во брго време беше се научил да плети кошници 1000 пати поарли од еѓуптино и секоја кошница што ќе ја направеше со голема цена ја продаваше. Од кога видео ти може да ради куќа со плетењето кошници, му појде кај царот и му се кажа што занаат се научил и по колку пари на ден вадел. Кога му го видел занаатот на кназот царот, ашкол сум, му рекол, и на часот му ја дал ќерка му за невеста. При се, што не ми даваше честа да ти ја давам ќерка ми за невеста, му рекол царот на кназот, арно, ама ти ме послуша и се научи занаат за да можеш ќерка ми да ја раниш. Не оти за сега ти имаш нужда од занаат да се радиш, ами треба да знаеш оти вековја скала, та едни се качуваат, друзи слегуваат и осиробашуваат, а тие што имаат занаат, ни умираат, ни пак оживуваат, ами си живеат еснавски. Ете, затоа те натерав, честити зете, да се научиш занаат, да после да ти ја давам ќерка ми. Кога чул князот тоа нешто од царот, се зачудил на мудроста негова и многу му благодарил за тоа нешто.